Несоница. Кога сонот не доаѓа, тоа не значи дека ноќта е немирна, туку душата бара време и простор да прозбори, бидејќи настаните од денот биле пригласни за ти да ја слушнеш нејзе. Во видеово ќе споделам процеси и вежби кои што ќе ти помогнат да го разрешиш овој проблем и да навлезеш во приказната позади несоницата. Односно, ние денес ќе ја декодираме приказната позади твојата несоница. Луѓето вообичаено сакаат да го потиснат овој проблем и да го стават едноставно настрана и да не се занимаваат со тоа, туку кога имаат несоница, вообичаено земаат некакво хемиско решение во форма на апче, кое што некогаш и може да помогне, но нема да го разреши проблемот на долги стази. Се случува често несоницата да е наследна. Тоа се несвесни ментални програми превземени од претходните генерации, кои што делумно и се научени, односно кога сме мали гледаме што се случува во домот, а некои може да се едноставно записи на ДНК материјалот, па се пренесува во форма на информација. Секако дека ние сега ги имаме сите методи, вежби и процеси да буквално си ја смениме својата ДНК. Може би ова ќе ви звучи чудно, но едноставно можеме тоа веќе да го направиме. Во светот, па и во Македонија можам да кажам, луѓето интензивно работат на себе за да се подобрат себе и за да не користат некакви преодни решенија кои што немаат некој долготраен ефект. Вистинското решение е кога проблемот ќе се разреши од корен и кога вие ќе направите интерна промена во вас. Кога ќе настане интерна промена и поврзување со вашата душа, тогаш одите по патеката која што е намената за вас. Воспротивно, секогаш ќе останете заклучени во еден ист проблем и тој ќе се појавува циклично. Значи, да резимираме уште еднаш. Денес ќе работиме процеси и вежби кои што ќе ја разрешат несоницата и ќе навлезат во приказната позади нејзе, бидејќи тоа е еден алтернативен излез каде што вие ќе се поврзете со вас и што вие точно сакате, бидејќи во текот на ноќта избиваат сите потиснати емоции, сите вистини. Ноќно време е време кога се појавуваат одредени факти кои вие треба да ги спознаете за себе, не да ги потиснувате, не да внесувате било каква, да речеме, храна или хемиско решение, каде што вие ќе се потиснете фактички себе си. Зошто? Бидејќи нели во отсуство на знаење и алатки, секако ние најпрво што правиме, посегнуваме по фрижидерот или дај апче колку да терам постар. И сега да го објаснам емоционалниот слој како причинител, еден од причинителите за несоницата. Овие емоции во текот на денот, ние како луѓе, за да комуницираме со светот, користиме нели егото или маската. Но позади што се случува го потиснуваме и сето тоа избива ноќно време. Душата наша проговорува ноќно време, преку овие емоции. Тука ја препорачувам книгата од Екарт Толе, Моќта на сегашниот момент, каде што моментот кога ќе можете да извежбате да сте во сегашноста, во овде и сега, не може да постои стравот од иднина, ниту да може да ви влијае жалоста, да речеме, или некои непроцесирани работи од минатото. Делување, значи седење во емоции во овде и сега овозможува неверојатна смиреност на нашиот вообичаено немирен ум.
Секако дека технологијата има негативни страни и постојаните дистракции и буквално сме бомбардирани од сите страни со различни работи, вести, негативности, а и генерално самата матрица, значи, вибрира негативно или ниско. Така да може да се случи да не можеме туку така лесно да останеме во сегашниот момент. Затоа препорачувам читање на книги, кој што ќе ви овозможи, нели, самиот ум подобро да се развие, бидејќи ние како човештво во моментов со ова влијание на вештачката интелигенција и технолошките компании, едноставно сите работи не се сервираат и многу малку се развива нашиот ум, кој што исто така представува мускул кој што, нели, преку читање, преку учење на нови работи, секако може да не однесе на сосема друга насока во животот. Односно, како ја што често знам да кажам, нова временска линија, што е поентата, нели, на сите процеси и вежби да се подобри и унапреди квалитетот на нашиот живот. И сега првиот процес е најдобро да се работи со затворени очи, значи можеш да ги затвориш очите и да се прашаш себе си. Кој дел од мене не се чувствува безбедно да се предаде на сон? Кој дел од мене не се чувствува безбедно да се предаде на сонот? Најчесто се две генерални причини. Силен страх од иднината и нерасчистени емоции, тага, неприфатена тага, или некоја рана потисната од минатото. Овде би препорачала на сите оние кои што сакаат да работат на себе, убаво би било или нешто и да прочитаме, бидејќи само со гледање видеа и овие вежби, да речеме краткотрајни, ние не можеме да промениме нашата животна линија, бидејќи треба малку повеќе напор, повеќе влог во себе, бидејќи со самата промена на нашите постапки ќе се смени и нашиот живот. Фактички, ние ќе креираме нова временска линија, што е мисијата на мојата работа, да објаснам на луѓето, да принесам како може да имаат квалитетен живот, значи внатрешна смиреност, каде што ќе бидат ослободени од сите рани од минатото, нема да се плашат од иднината воопшто и ќе можат да живеат во сегашниот момент. И одиме на следната вежба. Следната вежба е за сите оние кои што се емпати или високосензитивни луѓе и кои што едноставно во текот на денот собираат енергија која што не е нивна или пак се во контакт со многу луѓе и прибираат работи што фактички не се нивни. За нив е следната вежба. Може секој да ја користи, е навистина благопријатна и самото чувство, посебно оваа вежба ќе ви биде многу добро и може би ќе ви помогне да имате подобар сон сите, без разлика дали станува збор за многу сензитивни или помалку сензитивни луѓе. И сега исто така може да ги затворите очите и да вежбате визуализација, односно да го развиете внатрешниот ментален екран каде што ќе се појави, нели, визија. Визуализирајте сребрена светлина, столб од сребрена светлина како се спушта. Визуализирајте сребрена светлина, столб како се спушта низ вашата глава. И таа сребрена енергија внесете ја комплетно во вашето тело, сетете на секоја клетка.
од вашето тело. И дозволете оваа сребрена светлина буквално да делува како еден вид енергетско бањење. И визуализирайте како се што сте прибрале во текот на денот едноставно истекува од вас. И следниот процес е така наречен покана. Опуштете се и поканете ја пораката на вашата несолница. Поканете ја душата да се отвори без разлика што се плашите од нејзиниот глас. Никогаш ние се плашиме што ќе дознам, што ќе сватам, ќе бидам слаба, ќе бидам слаб. Не. Вашата душа за вас мисли и работи најдобро. Тоа е делот од нас кој што има Божја честичка. Ние сме сите Божји деца. Тоа е еден божествен фрактал во нас кој што едноставно е за наш добробит. Убаво би било да сега се поканите, да дозволите да се поканите себе си, делот од вашата душа кој што е вас ве штити. Бидејќи секогаш решението се наоѓа во вас. Колку пати сте слушнале совети, овој ви рекол така, тој рекол така, овој зема лапче, овој отишол не знам на планина, овој отишол на море или нешто направил. Верувајте, кога ќе се приближите кон себе, ќе знаете точно која активност да ја направите. Ние сите имаме внатрешен компас. Тука работиме овде со мене активација на внатрешната игра, на внатрешниот компас, тоа што е наменето за вас. Не може едноставно совет. Не може готово решение. Не е поентата на креирање на унапреден и квалитетен живот ако некој ви го даде готово решение. Ние сега сме научени секаде дај ми решение брзо, инстант, јас ова да го средам. Така не е тоа поентата. Поентата е ние да еволуираме од внатре. Кога ќе се возвиши нашата свест, ние делуваме поинаку. Нашите одлуки се различни, нашето однесување е различно. Тоа што е во нас е фактички најблагодетното што го имаме. Тоа е клучот, решението се наоѓа секогаш во нас. Затоа и ги работиме овие вежби. Некои луѓе лутаат цел живот. Бараат некаков модел како и они да се подобрат, гледаат во другите луѓе, бараат решение, но верувајте, внатре во вас, во вашето срце, во вашата душа се наоѓа клучот на вашиот подобрен живот. Ова би сакала многу убаво да го сватите, бидејќи не може никој совет да ви даде. Овде, да кажеме, со мене работиме едни почетни, да кажам, првични вежби, процеси кои што мислам дека ќе помогнат на многумина. Од некаде да почнат, додека не навлезат во себе си, да може, да излезе, да се тргне тоа егото што е напластено и како треба ние да се однесуваме со другите, него на вистина твојата автентичност да дојде до израз. Бидејќи тоа на крајот е потребно. Нашата автентичност, природно, кои сме ние, нашата природа, тоа е тоа што би било благодетно за нас, а и за другите луѓе. Јас сум убедена дека скоро секоја една индивидуа има свој талент и своја пасија, која што сметам дека не е откриена поради системското образование, каде што сите на некој начин сме ставени во некоја матрица, во еден калап, во некој работно време од 9 до 5, или не знам, во смени, каде што и немаме многу време да се надградуваме себе си, но еве, има многу како мене, еве и јас спаѓам во тие поединци кои што споделуваат знаење со другите во корист, нели, на другите, се она што мене ми помогнало, би сакала да го споделам со вас. И сега одиме на конкретните процеси. Секако дека на прво место би го ставила дишењето, вежбите со дишење,
Кога ќе дојде моментот да се прашаш себе си, зошто имам несоница, убаво би било целиот фокус да биде свртен навнатре кон телото, како едно испитување, како еден скен, каде, на која локација во телото, нас ни се наоѓа тој грч, таа болка, само да го лоцираме во телото или околу телото, каде ни всушност чувствуваме тензија, да фокусираме на тој дел, може да е во соларниот плексус, е најчесто во градите, може да биде во главата, од околу и така натаму. И буквално да дозволиме тој дел од нас да се отвори, да проговори. Едноставно да воспоставиме еден диалог со тој дел, со тој грч, може да е тага, може да е болка, може да е некое страдање, да воспоставиме диалог и да видиме што точно е пораката. Зошто тој дел не држи будни? Која е пораката што сака да ни ја пренесе? И сега прашај го овој дел. Зошто ме држиш во будност? И не го мисли одговорот, чекај го да дојде. Следното прашање. Што треба јас да слушнам и да разберам за себе? И третото прашање, кое што е многу моќно. Остави си го на себе си, на тој дел од тебе што те држи буден. Што се плашиш дека ќе се случи доколку јас заспиам? Некој од овие прашања можеби ќе ве наврати на раното детство или на тинеџерските години, или на некои слики можеби да се појави. Некои заборавени спомени, нешто може и да исплива. Но токму тој дел сака тоа вие да го интегрирате. Секоја емоционална рана, потисната болка може да се интегрира, исто така и тагата. Ние сме тука да ги искусиме сите емоции, така да и овие негативни емоции, кои еднаш кога ќе се интегрираат, повеќе го немаат тој интензитет, едноставно со овие вежби вие на некој начин ќе настане ослободување. Ќе имате поквалитетен сон, поквалитетен живот, нема во текот на денот и нема да се измачувате себе. Нема да носите одлуки каде што вие ќе се мачите, него ќе гледате да ги подесите сите настани и да воведете механизми кои што ќе бидат према вашата природа. Овие процеси буквално јас ги имам правено од многу одамна. Редовно практикувам ментални вежби, имам кратки ритуали, значи не станува збор за некакви сати, значи збориме 10 минути сабајле, 10 минути навечер, некогаш неколку пати во текот на денот правам вежби, ментални процеси, секако и физички вежби правам колку што можам, нели? Но овие ментални вежби и процеси буквално ми го променија животот. Едноставно, квалитетот на мојот внатрешен свет, буквално мојот внатрешен свет се смени, квалитетот на вистина се унапреди, јас немам веќе немам
такви страдања, препорачувам на сите да не се измачуваат себе си, да пристапат кон работа на себе. Не дека ние треба да се поправаме себе, но имаме потреба да работиме на себе. Има една заблуда која што можам да кажам медиумски се ширеше еден период, дека ние сме совршени, дека ништо ние не треба да правиме, тоа не е точно. Ние постојано треба да работиме, постојано да се надградуваме, постојано да имаме одредени вештини, постојан апгрейд да правиме на сите механизми. Едноставно, јас не викам да сме ние во некаква трка со нешто, но комфорт зоната и една иста рутина и тој автопилот представува еден вид канџа, пранга, која што ги држи луѓето да буквално не можат да направат никаков исчекор. Пробајте и сами, колку е тешко да се сменат одредени навики. Едноставно, автопилотот или рутината тековна наша што ја се одвива, буквално има енергетска структура и влечни сили. Моментот кога ќе сакате да направите промена, а немате алатки, немате поддршка, вие неминовно ќе се вратите назад. Не може едноставно да направите туку така промена и тоа кај мене да кажам клиентите е најчест проблем се тие блокади. Денешната тема е нели несоница, но секако сакам да напоменам дека навиките кои што ги имаме во текот на денот и многу непроцесирани работи придонесуваат да имаме и несоница. И сега одиме на следниот процес. Смири го телото. Земи длабок вдих. И повторно длабок вдих. Дозволи да се релаксираш. И прашај се себе овие прашања. Одговорите сами ќе дојдат. Не треба да ги силите, само почекајте да дојдат. Која емоција не сакам да ја прифатам во моментов? Која емоција ме држи во будност? Што никако не прифаќам? Што ќе се случи ако и дозволам на оваа емоција да исплива? Што ќе се случи ако и дозволам на оваа емоција да исплива? Верувајте, дозволете на емоциите да испливаат. Тие ќе го достигнат својот максимум во интензитет и потоа ќе опаднат. Моментот кога ќе го почувствувате нивниот болка силна, силен интензитет. Што го доживеете? Да кажам, пикот, силен интензитет, тие ќе опаднат, ќе се интегрираат, вие нема веќе да чувствувате таква болка. Значи, тоа се такви процеси каде што мора да дозволиме, бидејќи само ќе не измачуваат. Дозволете таа емоција да излезе и ќе изгуби на интензитет. Тоа е еден процес многу краток, луѓето се плашат нормално. Луѓето кога ќе видиме се плашат, нели, буквално од многу работи, секако емоциите ги плашат. Но топло препорачувам да се дозволи и оваа вежба полека да се сработи. Следната вежба е прашања кои влијаат на егото, односно на тргање на маската на страх. И прашај се себе си. Кој се обидувам да сум во текот на денот? Или која се обидувам да сум во текот на денот за да бидам вреднувана и безбедна? Која улога ја играм во текот на денот за да ме вреднуваат
и да се чувствувам безбедно. Има ли дел од мене кој што верува дека треба да си го заработам сонот? Верувајте, ние од нашите родители имале најдобра намера, меѓутоа тие репресивни мерки придонесуваат да ние постојано имаме чувство дека треба нешто да заслужиме. Дека не е доволно само да ни е дадено од Бога, дека едноставно треба да се мачиме и да заслужиме за нешто што одредени луѓе, да не кажам повеќето, одат во само измачување кај што треба да го заслужат едноставно. Се да заслужат со многу макотрпна работа, дури и сонот. И следното прашање е: кои мои граници беа прекршени во текот на денот, а јас тоа не го кажав, не го артикулирав? Кои граници беа прекршени во текот на денот, на кого се му дозволев се да ми каже, да ми наметне, да морам да слушам, да исполнувам, без да одговорам? Молчењето знае да направи потиснување, знае и тоа ако се акумулира, ако само се повлекуваат, ако само се и не возвраќат. Че постојат луѓе каде што буквално имаат такво чувство на вина кое што е неразрешено, едноставно устата е затворена. Имаат чувство на вина ако треба нешто да кажат. Секако тоа доаѓа од некаде, но тоа е веќе индивидуален пристап и јас кога работам со клиентите еден на еден, ние доаѓаме до тој момент, од каде доаѓа тој програм во свеста, каде што личноста едноставно грлената чакра, затоа има и толку луѓе со проблеми со тироидната жлезда, што буквално овдека е кнедле, има стега каде што не може да каже. Кога ќе дојде до моментот кога ќе откриеме причината зашто не може да каже, кога ќе го направиме промена на тој механизам и човекот проговорува, автоматски другите дозна. Луѓето околу вас не знаат како ви е на вас. Мора тоа да се артикулира некогаш и да се каже некогаш, да се искаже. Постојат многу начини, мирни начини како да се искаже она што вас ви е потребно. Често слушам од моите клиенти, јас ако кажам ќе се испокараме, ако јас искажам мојата потреба, тоа ќе се отфрли. Да, но ние никој не научил вешто да комуницираме. Ние едноставно немаме вешта комуникација, немаме алатки вешто да комуницираме и за да можеме тоа да го искажеме и да ставиме некаде граница и да кажеме некаде доста е, овде веќе не може. Со што не сакам да се соочам во мојот живот во моментов? Каде направив предавство на мојата вистина денес? Како поврзување бара мојата душа и ме поканува, но јас тоа го одбивам, за на крајот да доживеам несумница. Сега размисли на следново прашање, бидејќи сега ќе правиме рефрейминг или малку поинакво значење на проблемот. Што ако оваа темнина е овде да ме исцели? Кој дел од мене се чувствува најбезбедно во темнина? Каква мудрост ме очекува мене во смиреност и во време кога сум сам или сама и кога домашните членови или другите членови од фамилијата не ме вознемируваат. Секако заклученоста во овој проблем, бидејќи вообичаено е повратна спрега со друг,
механизам, ние го викаме секундарен бенефит. Но тоа е секако подлабенски процеси, кои што луѓето, нели, кои што сакаат подлабоко да работат, поинтензивно да работат на себе, секако ги користат моите дигитални производи или се обраќаат директно кај мене да работиме, нели, еден на еден. За сите оние кои што се вољни и расположени за работа на себе, направив мноштво бесплатен материјал, кој што можете да ги најдете на мојата веб страница, сега ќе ставам линк подолу. Тие се достапни за секој може да ги користи во комфорот на својот дом, сепак оваа технологија тоа ни го овозможува. За сите оние кои што сакаат подлабински, поинтензивно да работат на себе, да ги отстранат оние проблеми или едноставно да се отклонат блокадите кои што ги чувствуваат, може да ја користат мојата платена верзија, односно 3 мастер класи. Јас направив таму еден пакет кој сака сите 3 да ги користи, бидејќи тука е повеќе часовна работа во форма на процеси, вежби, работилница, еден на еден во дигитална форма. Значи тоа е видео материјал кој што вие го работите во време кога сте вие слободни и во време кога ви одговара тоа да го правите. Се надевам дека сите овие процеси и вежби ќе ви помогнат и малку нешто ќе спознаете поинакво за себе и дека ќе имате едноставно вистински бенефит од сите овие процеси и вежби кои што ги споделив денес со вас. Се гледаме во следното видео.